Лекарите алармираат се заканува епидемија од морбили или меѓународот позната како ситни сипаници. Сметаат дека до епидемија ќе дојде поради понискиот процент на вакцинирани деца во споредба од пред 3 години, кога и беше прогласена епидемија со мали сипаници. Кај одредени родители, како за МРП вакцината, така и за останатите вакцини имаше одложување на имунизацијата, меѓутоа нас особено не загрижува падот на процентот на имунизирани лица против морбили. Конкретно, бидејќи и претходната пандемија кога се случи во 2019 година, опфатот беше некаде околу 80%. Сега ние сме многу под 80%. Така да реален е ризикот од избивање на нова епидемија со морбили. Иако нема регистриран случај на морбили во Штип и во земјава, лекарите се со апел за што помасовна вакцинација на децата. Доктор Дијана Коцева-Миланова од Здравствениот дом во Штип вели дека родителите најмногу пружат отпор кон оваа вакцина, што само ги изложува децата на зараза при евентуално пренесување на болеста од надвор. За да се оствари солиден колективен имунитет, ние целиме кон опфат од над 95%, меѓутоа реално тој опфат тешко се достигнува, така да на национално ниво гледаме покриеноста барем да е над 90%. Во општина Штип, за вакцина со прва доза, која се прима на 12 месеци, опфатот изнесува околу 75,6%. Веќе ревакцината која е на 6 години сме добри 93,7%. Меѓутоа, од опасност да заболат од морбили се најмногу изложени малите деца и возрастните невакцинирани деца, кај кои компликациите може да бидат доста сериозни, па дури да доведат и до смрт. Опфатот на вакцинација во Штип е нешто понизок ке првата доза која примаат 12-месечни деца, што се објаснува со општо познатиот факт дека родителите често ја одложуваат вакцинацијата, односно чекаат детето да прооде или прозбори, па да ја прими вакцината. Вообичаено тие за вакцинација доаѓаат по втората година, меѓутоа ваквиот факт е неоправдан, вели Коцева-Миланова, бидејќи со тоа децата само се изложуваат на ризик. Оваа вакцина широко познато дека најмногу отпор даваат родителите кон примање, дури чекаат да прооди детето или да прозбори, па тогаш да ја примаат. Значи не станува збор за одбивање на вакцинација, меѓутоа за одложување на примањето на вакцината. Најчесто доаѓаат после втората година кога веќе детето проодело или презборено. Меѓутоа ваквиот став е неоснован и неоправдан, бидејќи со тоа го изложуваат сопственото дете, посебно во вакви услови кога е низок опфатот на имунизирани деца, да се разболат и евентуално од несакани компликации. За сега кај нас нема регистриран случај, но тоа не значи дека еден изолиран случај би можел да предизвика нарушување на епидемиолошката состојба во државата. Во Србија веќе постои страв од прогласување на епидемија. Алармот го вклучи и Црна Гора. Во 2019 кај нас беше прогласена епидемија на морбили. Првите случаи на заразени деца се појавија во градинка во Скопје. За брзо време, заразата која се шири по директен и капков пат се прошири и низ другите градови.